По одлуката на владата за отворање на градинките на 9 септември, Томислав Несторовски уште утринава беше во детската градинка Младост во Тетово да се распраша кои се процедурите за да го запише 9-месечното бебе, кое нема кој да го чува. Тој е вработен во армија, а неговата сопруга во приватен сектор. Но дали неговото дете во време на пандемија ќе ја посетува ова установа? Конкретен одговор не добил. А за ново примени ќе се разгледувало што како понатаму. Но јас апелирам до сите, јаве и до владата, да прво да има примање за тие деца што двата родители им се на работа, што не можат децата да ги чуваат. Ни кажаа да донесеме потврдите ќе бидат донесени и уште еднаш апелирам да се примат тие деца што стварно им е неопходно на сите родители. Од детската градинка Младост велат дека ако двајцата родители се вработени, нивното дете ќе биде запишано во градинка. Ако има голем интерес, ќе се бара зголемување на капацитетите на што моментално се работи. Очекуваме и понатаму да ни кажат како понатаму, иначе треба да работи општина Тетово на зголемување на капацитетите. И моментално се работи во стара градинка, каде што ќе имаме уште 2 простории кои би можеле да ни бидат занимални. Значи, секако општина Тетово е подготвена спрема нашето мислење. Во петок тетовските градинки ќе се дезинфицираат. Од 9 септември на секое дете при влез во градинка ќе му се мери температура. Според владините протоколи, во една занимална, каде што престојуваат деца до 3 години, можат да се згрижени само 6 деца, а на 3 години 15 деца. Масите и кревечињата треба да бидат разделечени од 1,5 метри до 2 метри. Тетовци ја поздравија одлуката за почеток со работа на детските градинки. Дел од нив сметаа дека установата во Тетово нема капацитет да работи во време на пандемија, затоа што и во нормална состојба таа нема доволен простор за згрижување. Просторот е тој кој што не може да ги прихвати. Возраста, колку малите ќе можат да се прилагодат на оваа ситуација. Како и да е, еднаш мора да се почне. Ако не е бар да се направи састанок со родителите, па кои се најнужни деца да ги носат. Во 5 објекти во Тетово во склоп на детската градинка Младост се згрижуваат околу 800 деца, иако е предвидено тука да бидат сместени 570. Центрите за ран детски развој го облажија проблемот со недостиг на простор, но потребно е изградба на нови градинки. Детската градинка Младост во Тетово, како и многу други градинки, работаат само прва смена, до 16 часот. До сега никој не дал предлог, ниту пак сугестија во време на пандемија со цел растаретување на гужвите, детските установи да работаат во 2 смени.